Здраво. Добре се во видео каде што во ова видео ќе бидам сериозен. Доста било зебанци, доста било глупости. Време е да разјасниме некои работи. Јас имам лично на вас нешто да ви кажам. А што е тоа? Тоа што јас сакам да ви го кажам на вас на ова видео е никогаш да не губите желба за работите што ги сакате. Ете пример, ако ти брат ќе сакаш да бидеш музичар, ако некој ти вика не те бива за музичар, ти батали го тој што ти го рекол. Ти остани си на ставот дека сакаш, можеш и ќе успееш да бидеш музичар. Пошто знаете каков е животот. Животот е суров, те гази, ама да разјасниме некои работи. 99% у Македонијава сите се зинати само за кеш. Јас лично у светов имам изгубена доверба, бидејќи денес што се вика и најблизок пријател, ете, не мора пријател, член од фамилија ќе те сиебе за нешто. Зошто? Пошто парите го менуваат човекот. Значи, јас кога бев дете, така нешто основно кога бев, цело време живеев скромно, значи, што се вика, сум пиел ова боза, не сум пиел фанта, значи живеев скромен живот, значи цело време на моите родители не им барав еј мамо, купи ми ова, тата, купи ми тоа, не. Туку за се чекав да дојде прав момент. Се издесија некои работи што се издесија, небитно, ама битно знам дека сонот што сум го зацртал во мојата глава иде напред. Ама да не си правиме ќороци сите. Сите треба да даваме напор, успех, креативност и желба дека ќе успееме во животот. Пошто во мојот живот имам доста проживеано и сватено. Иако имам 16 години, знам повеќе од сите други. Така да, едноставно, животот е авантура, нека те носи горе, нека те носи доле, ама углавно што сакам да ви кажем е не губете желба за вашите соништа. Значи, јас во кај ме тефтерот, ете го, во тефтерот си имам запишано, памтите ги овие зборови. Јас сакам, можам и ќе успеам. Памтите ги овие три збора. Сакам, можам и ќе успеам. Бидејќи ако се сака, ќе се успее, ако се може, ќе се може, и ако успееш, ќе бидеш горат. Ама, сега како да ви кажам, кај мене во фамилијата е малце заебана тема. Пошто јас вчера, сега ќе кажам, вчера на татко ми му викам, тато, јас кога ќе бидам возрастен, кога ќе бидам готвач, ќе купам БМВ. И тато, знаете ли што ми вика луѓе? Знаете ли што ми вика тато? Ти не знаеш да одиш, БМВ ќе си ми купел. Епа, чале, тука извини вака, морам да те прекинам. Значи, ти чале, треба да веруваш во твојот син дека ќе успее и дека ќе дојде до тоа црно БМВ што многу го посакувам. Ама, не е битно, не се битни парите или колите. Битно е каков ќе останеш у душа. Пошто јас можам и најскапа кола да имам, а да сум у понашање клошар. Ама, ете, повлека се дигам на ниво, си градам успех, си градам, си градам радост, си градам среќа у срцево и никој не може да ме запре да јас се оддалечам од тој сон. Значи, ева ви пример. Значи, сонот му е тука, а некој сака да ме оддалечи тука. Епа не. Значи, јас ќе си останам на истото место каде што сакам да ми биде сонот, пошто денес у Македонијава се е основано на вреѓање, на пцување, на насилство, на крвави тепачки, на крвави свадби и ред други работи. Ама луѓе, да се разбереме. Доста од војни,
доста од тепање, доста од убиства, доста од кражби, доста од насилство. Ако ние луѓето сами не си даваме желба дека можеме да се смениме, никој брат не може да не смени. Дури и најголем непријател да ми е, не посакувам да му се деси ништо лошо. Пошто знаете каков е светот. Така да, едноставно јас за овие 16 години сум проживел многу, имам сватено многу. Пошто во Македонија, братче, ќе ви кажам, ситуацијата не е баш нај со финансиски состојби, не е ни саглам држава, ама тераме како овци. И едноставно главната порака што сакам да ви ја кажем е работете јако на вашите соништа. Значи, еве да речеме, пример ви давам. Ако сте решили да купите лаптоп, значи сте решили да купите лаптоп и сте го зацртале тоа, значи имате како се вика, имате на смерници, насоки имате каде. Пошто ако фатиш, брат, ти лошо друштво, лоши работи ќе ти се десат. Пошто имам доста мои другари што фатиле лошо друштво, што завршиле на место кај што не треба, ама тоа е. Значи, парите го менува човекот и лошото друштво. Тоа на страна, тоа у кантон директива. Ама да гледаме сите, да бидеме среќни, да се поддржуваме, да се сакаме, да се цениме, да бидеме комуникативни еден со друг. Така да, еве вишта, уште нешто ќе ви кажам. Јас лично во мојата средна школа имам другари што се од различна нација, као албанец, босанец, турчин, ром, македонец, црногорец, што тоа имаме турчин, значи тие мои другари што се во тој клас, значи се држиме вака како браќа. А ако сме различна вера и нација, сепак се држиме како браќа. Бидејќи тоа е целта. Целта е да бидеш успешен, да имаш комуникација и да работиш јако на твоите соништа, пошто ако ти мислиш дека си лош ќе останеш, ама ако го смениш филмот дека ќе бидеш добар, тоа ќе се сменува. Ама углавно нешто што ми лежи на срце е тоа што луѓе, да се сакаме, да се почитуваме. Луѓето не ги делам според вера и нација, значи сите сме од крв и месо и сите треба да се сложуваме. Ама ретко кој тоа го сваќа. Така ете, во Македонија има лоши страни, има и добри. Така едноставно да се надеваме на болji успеси, да се надеваме дека имаме јак живот, дека ќе ги предбродиме сите проблеми и дека ќе бидам момче како што доликува на мојата фамилија, пошто јас сум се главен на фамилија. Пошто јас треба да го водам редот и да се понашам добро, а не да се понашам клошарски, пошто ако сум домакин да се понашам до крај, а не клошар. Така да, ете, ви објаснив све, видео колку трае? 10 минути, окей. Се надевам дека извлегувте некоја порака од ова. Уште нешто ќе ви кажам, значи, јас кога ќе се оженам, кога ќе имам деца, значи, никој дете не си... еве пример, значи, сите деца играме кантар, значи, ако ти дозволиш јас да го воспитувам твоето дете, значи ти братче немаш проблем со мене, имаш проблем со твоето дете, пошто сите деца играме кантар и ниедно дете не излегло надвор со намера да убие некој, као кантар играат сите, брат. Значи, ако ти дозволиш јас да го воспитувам твоето дете, па детето има да цвете како роза. Ама ако мислиш дека детето што ќе се роди кога ќе биде голем, дека тато, купи ми тоа, тато, купи ми тоа, тато, купи ми тоа. Не. Треба да имаме закити бе, треба да имаме свој став, своје мислење, своја гордост и своја почит, пошто еве јас ќе кажам, не сум татин, мамин син што ме мазнат секоја година. Јас си живеев скромно и скромно ќе продолжам да живеам. Еве,
овој дуксер што го носам не е од бутик, е од Бит пазар и како така ме служи. Ама луѓе, материјалните ствари не се битни. Битно е семејството да функционира во најдобри гранки и да биде се онака окей, да нема циркузи во она, ама ретко кој тоа ќе сватат. Така да, ете ви кажав, значи, памтете ги трите збора што ги кажав. Значи, сакам, можам и ќе успеам. Така, јас сакам, можам и ќе успеам да бидам добра момче, да бидам горд и да бидам за добробит во човештвото. Нема коментар, значи, воодушевен сум од све што се дешава. Значи, од една страна сум и разочаран, ама и од една страна сум среќен, пошто вие ми го сменивте животот. Значи, вие ми ја дадете поддршката, лајковите, сабскрајберите, прегледите. Тоа ти е, брат, неизмерна публика. Така да се надевам дека ќе имаме време да ве запознам лично и дека ќе бидеме добри. Така да не знам кај да видео, само знам дека во видео немам сценарио, се ракам фристайл. Така едноставно тоа е. Се надевам дека ќе биде боле у Македонија, дека ќе има боле живот, дека ќе се опренекат ова корона и дека ќе си замине короната, ама углавно што сакам да ви кажам, значи, живеев скромен живот, не бев луксузер, значи, не носев саат од 1200 денари, носев саат од 300 денари. И до ден денес горд сум што ако сум растен во такво скромно семејство, ама стабилизацијата си ја чувам као денеска сум тој. Не, значи, треба да останеме на став дека тој си тој, дека нема назад. Ама во Македонија тешко некој да те свати на ваква тема, пошто сите ќе рипнат на пари, на слава, на ова, на она. Ама луѓе, парите не се битни у човештвото. Материјалните ствари не се битни у човештвото. Битна е големината на душата. Значи, колку ти си великодушен, колку си пријател со непријателот, колку помагаш на луѓе, колку сакаш луѓе, колку ги сакаш своите непријатели, значи памтете ги ова видео. Јас бев дете кој живеев многу скромен живот. Кико. Да, ма оваа скромност моја, верувајте ми дека еден ден ќе се исплати, пошто сега сум најмал, а некој е најголем. Па ќе биде обратно. Тоа што ќе биде најголем, ќе биде најмал, а тоа што бил најмал, ќе биде најголем. Пошто животот се менува. Значи, животот е, каде ја објаснам, еден циклус на бранови. Знаете, на море као има бранови, има добри, има лоши бранови, има високи, има ниски. Значи, бранови се поминува све, се дешава све. Значи, треба да ги решиме стварите на мирен начин, а не со колење. Значи, јас многу сум разочаран од некој која ќе... Ете, сум видел случка, која бев во Тинекс. Едно циганче, едно ромче доаѓа на еден ватко и му вика, дај 5 денари, јој, знаеш му вика? Мъж бе да ти... Знаете што се дешава. Ева, многу е лошо што у наша земја се вика, ги дискриминираме луѓето. Значи, јас сум македонец, ти си ром, ти си турчин, не е битно што сме. Битно треба да се почитуваме и да се сакаме. А не да биде распаштена команда. Значи, Македонија ќе остане за мене земја која ја памтам и ќе ја памтам до гроб. Така да ви кажав све што кажав, насловот на видеото ќе биде сакам, можам и ќе успеам и ќе ставам едно срце. Соки да се навијам, пошто устава пења ми фана. Шепс! Петнаесет минути. Тоа скратам. Сакам, можам и ќе успеам. Ве сакам сите, останете ми во добро здравје и среќен Божики.
Ајде, пошто е Божик, иде да пуштиме на христијанска песна Вечниот Бог слезе. Луѓе, доста од црни работи. Време е да се освестиме и извинете, и да бидеме свесни дека сами си го правиме лошо, така. Јас не те надрав тебе, иди плячкај, сам си сакал да плячкаш. Кој ти е крив? Значи, болерот уклучете го со штрафцигер. Многу сум среќен, а многу сум и тажен, пошто да гледаш својата татковина како иде во пропаст, тоа е лошо. А жал ми и за народот, пошто некој гладува, а некој се вози у Мерцедес во Порше, во Ламборџини. Значи во ова видео немам сценарио, се е роко на фристайл од даска до даска. Не знам, едноставно немам збор, без коментар сум од ситуацијата. Живеев скромно живот, не се луксузирав, не правев штета на моите родители и имам добро срце за сите, значи моето срце е отворено и за пријател и за непријател, да бидеме сигурни. Така да, едноставно, да се сакаме, да се почитуваме, да бидеме тука еден со друг. Значи, јас ќе ти помогнам на тебе и толку. Значи, треба да се слагаме, а не да се караме. Така да, ве сакам сите, а јас ќе пуштам песната. Колку само ми е мерка на срце, што вака се си кажа, пошто душата ќе ми плачеше, значи душава ќе ми плачеше ако не кажа вака, значи тоа што ти лежи на душа, брат, низ гргам, кажи го. Деја. Ви кажам се што сум имал да ви кажам. Валјам ме свативте и валјам ме разбирате. Така, секунда. Сакам, можам и ќе успеам. Така да, ве сакам сите и останете ми во добро здравје, да ми се чувате од оваа пандемија и едноставно ете, да изминете од сокот. Да бидеме сите сплотени, а не да бидеме одвоени луѓе. Не ме интересира видео колку ќе трае. Ме интересира пораката што ви ја пренесувам. Сакајте, можете и ќе успеете во животот. Да ја пуштиме с песната за крај на видео. Дали очи ме болат? Значи, ова ти се вика спан, ама едва спан. Кај? Тоа е тоа за видео. Ако се допадна, ставате лайк, ставате subscribe. Бидете дел од фамилија едноставни. А ние се гледаме во наредна прилика. А до следно видео, идеме два кој тука. Пис! Бро! Јас сега ќе можам песната нека свири. Пошто денот е, брат. Така е, така е. Љуби вас, брат. Волим, све вас волим. Среќен Божик, да сте ми живи и здрави до стотка. И се најубави ви посакувам во новата 2021. Вале ме гледате мене? Ве обожавам, луѓе.
Сите Господ дойде да го преобрази. Свет, свет, свет си пресветол Господи. Да ви оди исто доаѓа, да во вида принеса достойни. Свет, свет, свет и пресветол Господи. Се поклонат во преда Божите народи. Свет, свет, свет си пресветол Господи. Сите на Христа да му пееме на сонном. Свете, свет си пресветол Господи. Майко владичице, спаси ги християните. Свети пресветол Господи. Майко владичице, спаси християните. Свети пресветол Господи. Окей, доста ли шутеница? Само да пазвам да не сакнам лига. 25 минути, леле. Мама? Не ме интересира колку ќе трае ова видео, знаеш што? 22 минути, знаеш што ќе биде насловот? Јас сакам, можам и ќе успеам. Па ето направи го. Тоа го видео. Па тоа е тоа. Да. Момци, девојки и дечиња. Извинете за ова видео што фаќа 25 минути, ама јас ќе скратам, не, ај ќе оставам цело. Така да вие можете да се претплатите на каналот, да бидете дел од фамилија Едноставни, а ние се гледаме со следно видео утре. А за следно видео, пис, бро. Така иначе тука е многу јаки слики. Прав уметник. Не сум јас уметникот, туку бившиот газда, така да, чао.